Добре, като ентузиасти, иако малку касно, но се враќаме на стандардната работа на каналот. Како што може да видите, имаше доста битни работи, затоа и не успеавме да го правиме оно што го правиме вообичаено, а тоа е да се задржиме на нашата стандардна работа кога работиме на ваков тип на големи проекти, како што беше проектот со категориите. Сега моментално се посветивме на нов проект во кој што работиме на, ако се сеќавате, значи во плейлисти имаме посебна плейлиста која што работи на истражување на различни токени. Односно во оваа плейлиста може да најдете некој од топ 100 по market cap коините и токените кои што ги имаме моментално обработено, каде што моментално исто така, нели, ова, ако се сеќавате, го правиме на тој начин што за оние кои што се нови на каналот и кои што не го виделе досега, значи поставуваме ваков тип на гласање, кој што може да го најдете на нашиот YouTube канал, во кој што вие гласате кои ќе бидат токените кои што ќе ги работиме. За вас, со тоа што SingularityNet, иако има помалку проценти погласаност од Filecoin, значи исто ваков шаблон на гласање поставуваме и на групата Криптовалути Македонија, каде што беше многу повисока стапката на гласање. Со тоа што во оваа ситуација, значи одлучивме да го обработиме прво SingularityNet, AGX токенот, со цел да можеме, нели, затоа што знам дека има многу голем интерес за AI технологиите моментално, па затоа и ќе го обработиме прво овој токен. Со тоа што уште еднаш ќе напомена, откако ќе ги завршиме овие 4 токени, ќе направиме исто такво гласање или барем пред завршувањето, каде што ќе може исто така да гласате за кои се вашите следни токени кои што ви се допаѓаат и ќе ги обработиме според бројот на гласови. Сега, во однос на самиот SingularityNet, значи пред да започнеме сакам уште еднаш да напоменам, имаше прашање во однос на ChatGPT, значи вака, ChatGPT е софтвер кој што самиот по себе не е директно поврзан со криптосекторот. Ќе гледам да направам некаков тип на објаснување за истиот, но со оглед на тоа што го разгледав, не одговара на тематиката на SingularityNet, затоа што SingularityNet представува marketplace, односно представува пазар каде што може да купите услуги или пак да купите софтвер во однос на AI секторот. Додека ChatGPT е самиот по себе софтвер кој што не одговара директно на оваа тематика, односно ChatGPT е уствари софтверот кој што го направи оваа категорија направи популарна, која што досега не беше ни така речено, иако има многу инвеститори, верувам, но директно не беше на некој начин представена на ритейл сектор, на инвеститорите. Така да ChatGPT го скрши мразот за моментално да имаме планина од интерес за оваа категорија, па затоа и реков дека нели ќе обработиме од оваа категорија првиот и вториот токен во кој што ќе можеме да видиме, нели, сега моментално се појави рендер, пред тоа не беше, беа SingularityNet и Fetch AI, понатаму ќе го обработиме и овој токен затоа што има голем market cap, значи не знам што е, само што го видов, нели, ова е пред само 2 дена успеал да го добие овој market cap, пред тоа беше на 3-то или 4-то место, каде што за само 2 дена се дуплирал во market cap. Тоа треба да ви каже се што треба да знаете во однос на интересот за AI технологиите, значи она што беше пишано на Криптовалути Македонија, само што ќе напоменам. Значи не мора да станете експерти во AI, како што има луѓе експерти во 4G технологија, како што има луѓе или 5G технологија, како што има луѓе експерти во COVID и слично, нема потреба. Експерти си има, оставете да си работат на тоа нормално, гледате да инвестирате во проекти кои што се поврзани со овој сектор затоа што има голем интерес, што значи дека ќе има голем прилив на пари во истите. Колку поголем прилив на пари има во овој сектор, нормално, поголема ќе биде заработката во однос на токените во кои што ќе инвестирате. Повторно, ова не е финансиски совет, како и секогаш, но е како пазарот функционира. Во претходниот bull market најпопуларни беа DeFi секторот и да речеме секторот на Metaverse и поради тоа истите има еден од најголемите bull маркети до сега. Овој пат, како што можеме да видиме, се појавува ова категорија која што е исклучиво, нели, популарна, така да оние кои што се популарни категории секогаш паметно да финансирате затоа што едноставно самиот bull маркет има шампионски категории кои што го водат. Во претходниот беа DeFi и Metaverse, сега ќе видиме. Очигледно изгледа дека AI ќе биде една од оние категории кои што го води овој сектор во следниот bull маркет. Сега, SingularityNet, представена од AGX токенот, представува пред се DAO. Се разбираме? DAO односно ни представува соодветна организација која што е децентрализирана автономна организација која што сама по себе нема директен представник, како што е тоа на пример Виталик Бутерин на Ethereum, туку е представена од тело кое што луѓето одлучуваат преку AGX токените за тоа како понатаму ќе се движи целата работа на SingularityNet. Сега, SingularityNet DAO
одлучува највеќе за SingularityNet Marketplace. Односно, пред тоа AGI, сега AGX, нормално, ова е првиот токен, кој што потоа е променет во AGX, представува екосистем од различни проекти кои што своите, не само овие проекти, нормално, туку и други, може да ги нудат овие проекти на овој маркетплейс. Сега, што уствари овдека и зошто е тоа битно за нас? Затоа што самиот SingularityNet Marketplace ни представува место каде што луѓето може да нудат различен тип на услуги. Без разлика дали е тоа, например, соодветен софтвер кој што може да го користите, или па тоа е, например, софтвер кој што може да го купите и знаемите како и да е, гледаме дека има различен тип на AI, фактички услуги кои што може да ги најдете овдека, и кои што, нели, во однос на тоа што ви е потребно, може практично да ги купите преку оваа платформа со AGX токенот. Со тоа што позитивната страна на користење на ваков тип на маркетплейс е дека доколку ви е потребно било каков тип на услуга или софтвер од AI секторот, многу поедноставно може да го најдете овде, каде што луѓе го нудат за многу помала цена отколку да треба да, например, платите сега на не знам, големи конгломерати како што е моментално Alphabet на Google или на Microsoft за користење на ваков тип на услуги. Односно, овдека секој може да поднесе и секој може да купи она што му е потребно. Гледате, има еден куп солуции за AI во однос на тоа што е потребно. Дали е некаков тип на дизајн, пишување на текст, музика, значи гледате, има еден куп работи кои што може да ги најдете, кои што се апликации кои што вие може да ги користите, а сето тоа е направено да се купува и продава преку AGX токенот на овој маркетплейс на SingularityNet. Сега, генерално околу тимот, значи, нели, како и секогаш, анализата ја правиме во однос на овие 6 основни точки, по кои што се водиме во секој од овие видеа до сега, така да, нели, ќе продолжиме и понатаму. Односно, првото, како што кажеме, е апликација и практична примена на коинот, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации во реалниот свет кои може да го заменат. Значи, објасниме што му е основата. Значи, самиот SingularityNet по себе не представува Artificial Intelligence, односно вештачка интелигенција, туку истиот представува пазар, значи едноставно место на кое што може да се купат и продадат различен тип на софтвери од оваа категорија, од овој вид на софтвер. Сега, пред да продолжиме на тоа дали има други проекти кои се конкуренција и дали има апликации во реалниот свет кои може да го заменат, значи прво ќе поразговараме во однос на нивниот тим. Значи многу битно, зашто го велам ова? Не дека јас знам кои се луѓето од тимот, но верувајте ми, една од најосновните работи кои истражувате токен е да видите дали нивниот тим е јавен. Односно да видите кој е нивниот тим и да видите каков е, нели, практично вие овде ќе имате линкови директно до нивниот профил, може да го отворите и да видите каде претходно работеле, дали ова некој лик кој што, например, бил дел од, не знам, проекти кои што пропаднале или како и да е. Поентата е, значи, на овој начин е многу битно да видите дека тимот е јавен. Значи, секогаш кој има проект каде што луѓето кои што го водат тимот не може да ги најдете, автоматски знаете дека станува збор за фейк. Значи, станува збор за некаков тип на измама, на скем. Значи, многу исклучиво битно е да имате тим. Значи, кога гледате дека одреден нели, проект има свој тим, кој што е на прва страна, автоматски што и да се случи со овој проект, ова се луѓето кои што одговараат. Кога луѓето се, значи, дошле до тој степен да го стават својот лик, име, презиме, нели, CV, кој се и што се, кога ќе го стават тоа на прва страна, значи стојат позади овој проект. И да се случи да пропадне проект, ова е пак на некој начин еден од оние значи, точки кои што треба да ги чекираме пред да кажеме да, ова е проект во кој што, да речем, би сакал да инвестирам. Значи, секогаш кога имаме тим кој што е јавен, е многу подобро отколку кога имаме тим кој што е на некој начин во сенка, односно не знаете кој стои позади овој проект. Нормално тоа, мене ако ме прашувате, е црвено светло крај. Значи не инвестирам во таков тип на проект, затоа што најчесто така се случуваат скемови, па вие уствари да се случи нешто, не знаете или немате кого да бркате. Така, во оваа ситуација, значи има соодветни органи кои што доколку се случи некаков тип на скем, ќе знаат кого да го држат одговорници се тоа. Така. Сега. Тоа беше само една мала точка која што сакам да ја напоменам, која што е секогаш добро да ја обрнете внимание. Значи, дали има други проекти кои што му се конкуренција? Значи, други проекти од типот на AI во овој сектор, моментално да, значи рендер кој да е овој пред само 2-3 дена успеа да го дуплира својот маркет кап од 300 на 700, 350 некако на 700, со тоа што ги прескокна двата топ проекти во последниве, да речем, месец дена, тоа се SingularityNet AGX и Fetch AI. Fetch AI е еден од оние токени кои што ќе го работиме следен. Сега,
Битно што е, гледано од тип на market cap, значи самиот по себе е еден од најдобрите токени во Artificial Intelligence категоријата. Со тоа што Fetch и Render треба да проверам точно што се, но јас искрено не успеав да најдам други ваков тип на значи не е само marketplace, туку истиот е децентрализиран marketplace, се разбираме. Разликата е во тоа што кога имате marketplace, тоа е како да купувате нешто онлайн, да речеме од Amazon, така. Значи купувате директно од одредена продавница, односно од тим, од човек кој што го поседува тоа. Во оваа ситуација купувате од децентрализирана организација која што е организирана и владеена од DAO, односно Decentralized Autonomous Organization. Во оваа ситуација, зошто е тоа подобро? Затоа што на крајот од денот, значи кога купувате од одредена, да речем, структура, значи најчесто се случува и цените да бидат манипулирани и цените да бидат одредени од оваа структура. Затоа и останува она што го кажавме на самиот почеток, дека голема веројатност е дека ќе имате многу поскапи услуги доколку сакате сега ова да го купите од Google или од нели, оние големи играчи. Со тоа што децентрализирана организација како ова не ги продава овие услуги директно, туку ги продава луѓе кои што ги направиле на самата. Односно, значи едната страна на оваа организација, на овој marketplace е уствари место каде што може да купите, односно самиот marketplace, додека другата е значи има посебна страна, само да најдам каде беше. Значи, практично може да бидете и девелопер и може, значи гледате, имате посебна задна страна во која што ако и сте девелопер или имате некаков тип на технологија од AI секторот, ќе може фактички да се уклучите на овој проект и да, нели, постирате да имате некаков профит од тоа што, нели, го промовирате или продавате вашиот софтвер на оваа менувачница. Сега, значи гледате, ова е девелопер страната, се може да најдете овде. Значи, кога отидете на основната страна на Singularity.net, значи имате се што ви е потребно да најдете, многу е едноставна, многу е лесна за работа самата страна. Значи во оваа ситуација доколку не може да најдете, мој совет би било да одите на Meni. Значи овдека може да ги најдете сите битни на некој начин делови од самата страна. Додека во оваа ситуација за девелопер беше, само да видам каде точно го најдовме. Само момент. Девелопер портал, со тоа што во оваа ситуација девелопер порталот е ова, каде што ако сте вие, можеби, некој од оние луѓе кои што имаат свој AI проект, ќе може истиот да го атачираат, нели, нормално AGIX самата Singularity.net мора да го провери, но потоа ќе може, нели, истиот да биде продаван, едноставно да биде монетизиран. Затоа што во денешно време не верувам дека туку така ќе може да отидете во Google или во Microsoft и да го продадете својот AI проект. Така, додека во оваа ситуација тоа се некои основни услуги на кои што сите му се потребни, дали е тоа, нели, Translate или не знам симулатор на глас или не знам менаџирање на слики, нивна преработка, значи сето тоа е нешто што секој дневен човек му е потребно и ќе може многу едноставно да го продадете преку оваа страна. Следна битна работа, значи јас видов дека има доста маркетплейси, значи се зборуваме страни кои што продаваат ваков тип на технологија, но како што видов до сега ниту една од нив не е, значи гледате има доста страни, значи но како што можам да согледам од она што го гледам моментално, овие се уствари централизирани, односно ова е продавница каде што самата продавница ви го продава својот продукт. Додека разликата помеѓу ова и ова е тоа што овдека не го продава ова AGIX, односно Singularity.net нема ништо освен тоа што го проверува софтверот и го атачира за вие да може да го погледнете. Значи имате демо верзија каде што може да видите како што функционира и доколку одлучите да го купите, го купувате во AGIX токен. Значи тоа е на некој начин основниот начин на кој што функционира и која е неговата полезност да речем во светот, со тоа што нормално дека има во реалниот свет на некој начин места каде што може да купите AI, било каков тип на софтвер, но идејата е дека овдека го купувате директно од девелоперот. И на тој начин добивате и директно поддршка од девелоперот и дополнително ќе биде многу поевтин доколку го купувате од оној кој што го создал, самиот програмер, отколку го купувате од да речем во оваа ситуација некоја компанија која што се обидува да го монетизира. Значи нормално ќе биде многу поскап, така. Тоа е идејата на Singularity.net, да ги поврзе девелоперите и програмерите директно со корисниците, со тоа што ќе го направат оваа размена ќе ја направат во AGIX токен. И сега во однос на зрелост на пазарот и активен роудмап. Значи иако тоа е поентата што едноставно не може секогаш да ги работите сите слайдови поред, едноставно некој од овие проекти не ви го дозволуваат. Тоа сите оние кои што го следеле нашиот начин на работа на токените, значи ова е само генерална шема. Вие не мора буквално да дојдете едно по едно да ги барате овие одговори, него може да, нели,
Едноставно во однос на тоа што ќе најдете, па така го правиме и нашето видео, нели? Во однос на тоа што ќе образложиме прво. Значи гледаме дека имаат активен roadmap, но активен roadmap во овој случај се уште станува збор за почеток на овој проект. Гледате дека има во првата, да речем, моментално четвртина, се уште има еден куп од овие активни roadmap-и кои што моментално се случуваат. Значи ова се најчесто прилагодување на блокчейни, затоа што самиот по себе AGX не представува свој блокчейн, односно не е coin туку токен, и во оваа ситуација истиот се развива на два различни система, а тоа е Ethereum и Cardano. Односно истиот представува токен, па затоа и поголемиот дел од roadmap-от за почеток моментално е уствари на некој начин адаптирање на истиот кон овие два блокчейна, кој што може да видите, но битно е дека има. Значи гледате дека има доста екстензивен roadmap кој што моментално се уште се одвива. Значи се уште имаме roadmap до третата четвртина од 2023 година, тоа е негде до септември-октомври. Септември би било крајниот. Како и да е, битниот дел е дека значи мораме да гледаме дека има активен roadmap, дека нешто се работи на истиот. Така, значи она е една од битните работи кои што ги спомнавме, дека доколку видите дека roadmap нема, тоа значи дека најчесто станува збор за мртов проект. Односно дека во моментов не се работи на истиот и најчесто кога гледате дека нема roadmap, тоа значи дека тимот кој што работи позади овој проект, девелоперите, најчесто го напуштиле. Така да можеби нема секогаш да ви биде јасен roadmapот, но е битно да видите дека го има, со цел да знаете дека станува збор за активен проект, дека се уште истиот се развива. Во однос на зрелост на пазарот, значи да, само уште еднаш да напоменеме, значи самиот AGX токен, пред да продолжиме понатаму, на SingularityNet, на нивната основна страна, може да прикачите wallet, значи гледате дека може да прикачите било каков тип на Ethereum или Cardano wallet, тоа значи дека може да прикачите и hard wallet-и, cold wallet се извинувам, и истите може да ги, затоа што AGX самиот по себе поддржан и на Cardano и на Ethereum блокчейнот, но мора да биде трансфериран, односно да станат ERC20 токени или токените кои што беа на Cardano. Не се сеќавам точно, нели, соодветни на блокчейнот на Cardano. Така да самата страна ви дава начин како да ги промените. Значи не мора да го правите тоа преку менувачница, односно со конектирање на вашиот wallet може да ги смените од едниот на другиот блокчейн. Тоа е многу добро, затоа што гледаме дека двата Cardano може да го сметам за еден од најголемите системи, нормално, екосистеми, значи два од најголемите екосистеми го поддржуваат овој токен. Тоа е доста битна работа, иако секогаш препочитаме самите да бидат по себе смарт контракти, токените и коините кои што ги инвестираме, не може секогаш да биде тоа така, затоа што во оваа ситуација тоа не е ни потребно, че нема потреба да имаат свој блокчейн. Друг аспект од зрелост на пазарот секогаш ни е нормално самата техничка анализа, на која што ќе обрнеме внимание моментално. Значи, доколку се вратиме назад на месечно ниво, не, секогаш почнуваме во месечно ниво, самиот токен можеме да видиме дека го имал својот прв памп, солиден на пазарот, истиот е официјално, значи, во случајов воведено следење на токенот е од јуни 2021 година, што значи дека нема многу голем, да речем, чарт за анализирање. Гледате дека поголемиот од самите индикатори се уште не се ни постоечки практично, за да можеме солидно да ги анализираме нормално, но после овој памп гледаме дека самиот RSI е доста висок и сток RSI е негде околу 100. Но повторно, станува збор за многу млад токен кој што самиот по себе има многу мал маркет кап, значи моментално има маркет кап од само 500 милиона, 477, да речеме 500, ќе им попуштам денес, со тоа што ова е многу мал маркет кап и затоа многу лесно може да се движи цената нагоре и надолу, затоа и некош индикаторите не може добро да ви соопштат, значи што да очекувате, посебно поради тоа што станува збор за мал маркет кап, значи било која будала со неколку стотици милиона долара може да го промени овој маркет кап преку ден. Сега, моментално гледаме дека на месечно ниво, со оглед на фактот дека го достигнало нивото каде што истиот започнал, значи околу 43-44 центи, моментално тоа ни представува месечно очигледно многу јако ниво, затоа што имаме практично два месечни свеќи кои што се наоѓаат околу истото и го имаме овој триаголник кој што ни покажува корекција. Но повторно, ова е стандардна техничка анализа која што е многу поверодостојна доколку станува збор за многу поголем маркет кап и доколку станува збор за подолг чарт. Човека чартот е многу краток за да можеме да
соодветна анализа да направиме, нели, ќе пробаме да кажеме што моментално се случило. Гледаме дека после кршењето на овој тренд имаме придвижување нагоре, што е многу очекувано, и дека моментално цената после успехот да влезе во ова поле помеѓу овие две месечни нивоа се држи на горната граница, така да не би ми изненадило да се коригираме надолу повторно. Не викам дека ги се случи, но во случај на пад на пазарот, солидна корекција до 25-24 центи е сосема очекувана, со оглед на фактот дека и овдека е тоа неделно ниво и дополнително го имаме во овие први моменти кога го пробива месечното ниво на 16 центи. Значи ова ни представува локален врв кој што моментално може да се вратиме да го ретестираме. На дневно ниво исто така имаме за жал не толку добар чарт, затоа што моментално гледаме дека се движел во овој триаголник кој што се движи на горната граница, рековме на месечно ниво, и дека моментално истиот е пробиен на долна страна, значи гледате, се чекало до самиот врв на овој триаголник за да биде пробиен, со тоа што овој Blood Diamond, кој што го нарекуваат на Market Cypher, е доста лоша информација и значи дека ќе имаме надолен тренд. Повторно не заборавајте, значи тоа значи надолен тренд на само дневен чарт, но не заборавајте во исто време дека истиот овој е со многу мал market cap. Многу лесно може да се сврти во една или во друга насока и не споредиме што се случува на неделно ниво. Неделно ниво гледаме дека генерално имаме солидна корекција веќе направена, каде што RSI бил на вредност од 90, а сега моментално е на вредност од 59. Сток RSI бил на вредност од 100, сега моментално е на вредност од 22. Значи на неделно ниво индикаторите се веќе доволно оладени, додека на дневно ниво гледаме дека се уште се случува истото, односно дека се уште се спрема оваа потенцијална корекција надолу, но повторно. Уште еднаш ќе напоменам, станува збор за многу мал market cap. Значи, сега ако некој одлучи да внесе $100 милиона во овој проект, а тоа може да се случи преку ноќ, доволно едно големо партнерство и официјално сите овие индикатори веднаш ќе се придвижат нагоре повторно. Како и останатите токени, гледаме дека се уште е на некој начин пред неизвесен bull market, значи не може да кажеме дали е во bear или bull, затоа што истиот немал еден цел циклус за да можеме да видиме дали е во bear или bull, значи истиот е доста нов. И нормално не купувајте никогаш на памп, така да доколку сте купиле во овој сегмент, генерално од технички аспект тоа би било грешка, но некогаш не може да гледате само техничката анализа, затоа тоа постојано го кажуваме, мора да обрнете внимание и на моменталниот наратив, затоа што наративот моментално е многу позитивен за AI сектор. Така да некогаш се случува на технички аспект да биде неправилно да купите, но од наратив да биде многу правилно да купите, затоа што најчесто ваквите проекти кога има позитивен наратив не ги интересира техничка анализа, се движат само нагоре. Така да пак не можам да ја кажам дали да купите, но според нас е паметно да се купи, само чекаме солидна корекција за да го направиме тоа. Во однос на следниот аспект, во вести за проектот во последниот период, значи за жал нема многу вести затоа што значи самиот проект пред некое време практично беше анонимен, непознат, но сега со ова отварање на AI сектор и заинтересирано за сите овие AI проекти, нормално е дека ако се сеќавате ова беше многу слично на моментот кога првпат испадна NFTs. Значи, кога првпат испадна NFT се случи буквално тоа. Немаше место каде и од нигде никаде испадна OpenSea, ако се сеќавате тоа беше, сега е моментално еден од најголемите маркетплейси за NFTs. Истата ситуација е и ова. Значи, од нигде никаде нормално кога имате отварање на нова категорија, прашање на време кога ќе се отвори и соодветен пазар за истата. Па и овдека нешто слично на NFTs и овој момент каде што имаме AGX, кој што како на некој начин единствен и најголем маркетплейс моментално го води сектор. Сега, во моментот кога AGX се прошири на Cardano, имавме голем памп, односно овој памп кој што го гледате овдека е буквално со најавата за практично проширувањето на Cardano. Поради ваквото проширување нормално е дека имаме селов, односно значи ваквиот памп на коинот моментално нормално дека треба да се коригира. И тоа е на некој начин најголемата вест која што имаме моментално. Очигледно се уште е рано, затоа што се уште се рано со roadmapот, нормално сега работат на сето тоа и очигледно сега и самиот Singularity DAO веќе има и соодветен капацитет, односно пари за да може да ги направи овие надгледби на roadmapот, така да останува да видиме како ќе се развива. Но генерално сега за сега, значи можеме да видиме дека главната вест е тоа, дека истиот се проширил и на Ethereum и на Cardano и дека тоа е на некој начин главниот драйвер на моменталната цена што ја гледаме на AGX. Следно е партнерства. Значи партнерства во однос на
Singularity.net, се овие кои што може да ги видиме официјално на нивната страна, активни партнерства, каде што третиот по големина, пред да престаса нели самиот рендер, значи третиот по големина Ocean Protocol, моментално е дел од неговите партнери, потоа Cardano, мислам дека сите знаеме кој е. Сега интересно е што овде гледаме дека имаме и доста од AI секторот, нели, компании кои што можеби не ги знаеме. Cisco е доста познат на Малта затоа што истите се задолжени за секаков тип на нет. Односно истите места, да речем во мојот хотел моментално Cisco е ангажиран за се. Значи од surround систем до мрежни картици, до мрежни рутери и слично. Коти е компанијата која што го направи Jet и Shen, тоа е стейблкоинот на Cardano кој што не е нели поврзан со доларот, туку е поврзан со Cardano, што е многу добар. Знаете, и сами сме направиле нели објаснување за тоа. Binance очигледно е дел, како што можеме да видиме, и сега реално тоа се оние кои што јас ги знам. Можеби вие знаете некои од останативи исто така, но па и нема мали, да речем, овие се доста интересни. Значи, кога Cardano и Binance ви се партнери, тоа ви кажува дека големи играчи се инвестирани во сето ова. Не заборавајте ова, Binance, кога ќе разговараме за 100 најбогати новчаници, ќе видите дека Binance е доста замешан во овој проект, а Binance не се замешува во проект ако истиот нема потенцијал. Да бидеме реални. Што е следно што треба да поразговараме? Поврзано со кривични случаи и кривични пресуди, такво нешто немаме како што може да видам, сега за се како што треба со овој проект. Тип на блокчейн веќе објасниме дека истиот е токен изграден како ERC20, односно на Ethereum екосистемот, со тоа што истиот е достапен и на Cardano екосистемот во матичните токени на Cardano. Сега, во однос на залиха и колкава залиха е пуштена на пазарот, значи можеме да погледнеме на CoinGecko, каде што можеме да видиме дека вкупно токени има 1 билион и 200 милиона, од кои што тоа е колку се пуштени моментално, а вкупниот max supply е 2 билиона токени. Сега, ова е еден од оние моменти каде што кажавме дека кога имаме 800.000 токени кои што се уште не се пуштени на пазарот, тоа е доста неповолно за нас. Така да ова е еден од оние моменти каде што постојано кажуваме дека ваков тип на половина од токените да не се пуштени на пазар е доста негативен, затоа што во моментот кога ќе ги пуштат овие 800 милиони преостанати токени, ќе имате автоматски инфлација која што ќе намали цената на AGX токен. Поради оваа причина гледаме што можеме повеќе да се инвестираме во токени кои што се целосно на пазар. Сега, ова мислам дека е со причина. Иако 8% е малку, сега ќе ви покажам зошто. Значи, она што го разговаравме на роденденскиот, ако се сеќавате, лайвстрим, значи ова е разликата помеѓу тоа колку е залихата на пазарот и која е залихата која што е моментално поседувана од тимот и институциите. Че ова е многу битно, зошто? За да може да видиме колку тимот и самите, нели, во оваа ситуација, да речем, институции или што и да има самиот проект, се замешани и колку голем, затоа што ако станува збор за DAO, колку повеќе токен имате, толку повеќе право на глас имате. Што значи дека колку повеќе институции и тимот е замешан, толку повеќе овие ќе имаат право на глас и едноставно ќе ве надгласа. Сега, значи според тоа е она што сакам да ви го покажам на самиот роденденски лайвстрим, ама не може да најдам пример. Прост пример, значи Token Insight е страната каде што можеме да видиме како е распределен токенот од самиот почеток. Значи 50% е на сейл, што значи дека се уште се продава. Јас верувам дека овие токени кои што не се влезени на пазарот се уште се моментално од оние кои што се продаваат. Затоа и стои вестинг план, гледате. Значи тоа е уствари причината зашто се уште имаме околу 800 милиона не интегрирани токени на пазарот, односно се уште не се пуштени. Гледаме дека 20% се моментално за партнерите и девелоперите кои што работат, односно ако се сеќавате на самиот marketplace, ова е уствари другата страна која што развива AI. На тој начин они стимулираат девелопери и програмери да прават софтвер кој што ќе биде продаван на самата платформа, на самиот marketplace. Така да овие 20% се уствари токени кои што се даваат на ваков тип на партнери кои што нудат софтвер на marketplace-от, што е сосема добро, че ова се распределени токени на различни партнери кои што немаат доволно право за да можат, например, да во самиот Singularity DAO да имаат големо право на глас. Core Team е сега. Core Team и Foundation. Што е разликата? Многу пати сме разговарале. Core Team уствари представува овие луѓе кои што нормално работат на самиот Singularity Team, само не знам каде беа, како и да е, сеќавате, имаше нели Singularity Teamот беше представен со секоја од нив,
значи они имаат нормално право на удел во самиот проект затоа што се уствари оние кои што го водат, така. И нормално дека тоа е многу битно затоа што кога самиот тим е инвестиран во тимот, колку повеќе работи на тимот и колку повеќе нели самиот проект расте, толку повеќе овие токени кои што ги имаат растат на вредност. Затоа и многу е страшно кога на пример ќе слушате дека некој на пример како беше името на Sunblue, ако не се лажам, се викаше на Tron, така, кога ќе продаде дел од своите Tron токени, автоматски цената на Tron паѓа не поради продажбата на токените, туку поради тоа што вие ако продавате од своите токени, тоа значи дека не верувате во собствениот проект, така, иако сакате да земете само профит. Така да поради оваа причина, значи ова не е страшно, 20% од прилика у кор тимот не е толку страшно ако мене прашувате, со оглед на фактот дека ова е поделено низ целиот тим, че не е еден човек. Следна битна работа е Singularity Net Foundation. Сега, како што видовме до сега има многу ваков тип на проекти кои што имаат своја фондација. Односно фондацијата држи дел од гласањето во оваа ситуација со цел да може и понатаму да го развива овој проект. Односно овие 8% најчесто се користат за развивање на roadmap, развивање на технологијата на Singularity Net, развивање на токенот, нови сайдчейни, нови, не знам, форкови и слично, така да фондацијата како и секогаш како што е на пример IOHK фондацијата на Cardano, така и овде е задолжена за унапредување на самиот проект. Така да 8% сосема солидно не е ништо страшно и Bounty Progress претпоставам ова представува пак награда за одредени ствари кои што се потребни на Singularity Net. Односно Bounty се дава најчесто посебно на пример оние white hackers кога на пример сакате да го заштитите вашиот проект и буквално давате Bounty. Значи Bounty представува награда за завршена работа. Но во оваа ситуација на пример Bounty би било, значи на хакери им кажува, нели сега, отварате нов Bounty во кој што нели ставате јавен оглас каде што пишувате дека моментално Singularity Net е на тест. И ви даваме, на пример ќе ви го дадеме самиот софтвер на Singularity Net да го испитувате и да најдете слабости. Ако успеете да најдете слабост, ќе добиете Bounty. Односно на тој начин вие се заштитувате од потенцијални напади од хакери, со тоа што го давате на програмери кои што се хакери, но се нарекуваат white hat хакери, кои што ги наоѓаат овие пропусти со цел вие да може да ги затворите. Така да тоа е на некој начин Bounty програма која што најчесто се користи за унапредување на собствениот софтвер и тоа е како е распределен моментално токенот. Сега, ваквата распределена на токенот не е страшна. Затоа што гледаме дека тимот нема премногу токени, гледаме дека фондацијата нема премногу токени и гледаме дека има доста инсентизивирање на партнери кои што и понатаму би работеле со нив, со тоа што ќе добијат 20% од токените. И гледаме дека се уште е во продажба токенот. Што значи дека овие 20% кои што моментално овде 50% кои што моментално ги гледаме, се уствари токени кои што се уште се продаваат директно од Singularity Net на луѓе кои што се заинтересирани. Ако не се лажам во делот на стейкинг, овде дека уствари може и да купите, не сум сигурен, треба да го видиме тоа. Значи идејата е дека на самиот AGX на самата официјална страна може да практично и ги стейкате своите токени. Значи автоматски нели е POS, со оглед на фактот дека се моментално и Ethereum и POS, каде што може, гледате дека моментално има голем, значи моментално имаме 3,7 практично билиони, 3,7 билиони AGX токени во стейк, што тоа што исто така позитивно кога гледате дека има голем дел од токените во стейк, односно 20 билиона, 3,7 билиона е доста солидно, значи тоа е негде околу 18%, 19% од токените се моментално во стейк. Дополнително, оно што мораме да го разбереме е тоа дека дел од овие токени кои што ги гледаме овдека во сейл, значи дел од овие 50% се уствари исто така и за стейк. Односно тоа е дел од наградите кои што ги добивате за одржување на мрежата да биде сигурна. Така, затоа и стейкате самите AGX токени. Така да, токеномијата не е лоша воопште, иако не е најдобра, но не е лоша воопште. Посебно пак ќе кажам, овој дел е малку проблематичен, со оглед на тоа дека има уште 800 милиона токени кои што треба да бидат пуштени во употреба, но како и да е, генерално гледаме дека е на солидно второ, па беше прво, можеби ќе биде повторно, но во однос со самите проекти е оригинална затоа што е маркетплейс. Пак ќе напоменам, не е директен учесник во AI секторот, туку е учесник преку обезвредување на пазар за AI услуги. И нормално, последното што мораме да го, како и секогаш истражиме, е проверка на најбогатите новчаници на AGX. Во оваа ситуација можеме да видиме дека AGX самиот по себе има, значи, ова ако се сеќавате кога го спомнав дека еден од партнерите е Binance,
очигледно зошто. Значи Binance самиот по себе поседува неколку новчаници, а тоа се овие 3, кои што се со огромна количина на токени од AGX, а тоа е 19% прилика од својата вкупна количина на токени, 8 и овде ќе имаме уште 6. Што значи дека сите овие заедно се момент оприлика 33%, 34% од вкупната количина, што е доста голем доста голем дел стои во Binance. Така да ако падне Binance, тоа ќе биде голем проблем, но како и да е, Binance самиот по себе да ги чува овие коини не е толку страшно, значи Binance не е нешто што може да падне преку ноќ. Очигледно на некој начин ова е, да речем, сигурен момент. Единствен проблем што го гледам во оваа ситуација е тоа што Binance ќе има клучен збор кога ќе станува збор за понатамошно развивање на проектот, затоа што да имате 33% од вкупната количина на токени на овој проект е доста големо право на глас кога станува збор за гласање во DAO. Така да тоа е нешто што мораме да го земеме предвид, но ово дополнително покажува дека Binance навистина верува во потенцијал на овој проект. Иначе истиот не би бил во волку голема количина влезен во токените на Singularity AGX. И имаме уште еден wallet кој што според големината претпоставувам дека 7,6 уствари е овој wallet, тоа е walletот на фондацијата. Така да верувам дека тоа е овој wallet кој што моментално го гледаме овде. Другите најголеми wallet кои што можеме да видиме припаѓаат на големи менувачици како KuCoin, Uniswap, еве Binance повторно уште еден. Така да немаме ниту еден wallet кој што е поголем од 1%, кој што е директно поседуван од еден човек. Така да тоа е многу добра работа. Најчесто кога го поседуваат ваков тип на организации, значи ни по точка разно сигурно нема да се случи да продадат целата оваа количина. Значи Binance прво тоа е на некој начин криминално вие да направите 33% дамп на токените на пазарот на истиот овој проект. Замислете што ќе се случи со другите проекти кои што имаат вака голем удел од Binance, значи они официјално ќе сакаат нормално одма да се отарасаат од ваквата присутност на Binance во својот проект. Така да досега Binance не направил ваков тип на дамп. FTX да, но Binance не направил и затоа например на Binance можеме досега барем да веруваме дека не прави такви постапки на пазарот. Така да иако ова не е најдобра да речем солуција која што моментално се случува, но вакви мали проекти се исклучиво битно име да имаат ваков голем партнер како Binance, кој што во оваа ситуација, значи замислете колку пари внел Binance за да купи 33% од вкупната количина на токени, па и повеќе. Тоа значи дека Binance навистина инвестирал за овој проект да може да порасне. И уште еднаш ќе напомене пред да завршам со сето ова дека Binance не би се дрзнал да внесе толку голема количина на пари во проект во кој што не верува, да бидеме реални. Така да ова е на некој начин еден од првите проекти кои што го работиме во AI секторот. Ќе треба да направиме и посебно видео за категоријата на AI, кој што ќе оставиме нели во онаа претходна категорија во крипто секторот. Таму ќе биде тоа видео, нормално ќе го направиме да се надеваме наскоро. Гледате дека има многу материјал, не можеме да стигнеме, но се обидуваме што можеме повеќе, како што може да забележите. Но ова е прв од 4 токени кои што ќе ги работиме, нормално. Следен ќе биде Filecoin, Fetch.ai и последниот е Aptos. Така да ви благодарам, се надевам дека ви се допадна овој видео како и секогаш. Нормално, уште еднаш ќе напоменеме дека нашиот канал не користи никаков тип на маркетинг. Маркетинг сте ни вие, односно ако ви се допаѓа нашата работа, споделете ја. И пак, иако е тоа можеби малку жално што морам да го кажам, но стандардно на јутуберски, значи лайк, сабскрајб и шер на нашиот контент помага многу во споделување на оваа бесплатна содржина до сите македонци низ светот, затоа што тоа е единствениот начин овој труд што го правиме да се прошири на останатите да речем македонци кои што сакаат да научат нешто повеќе за крипто сектор. Така да, како и секогаш ви благодарам за поддршката и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.